Реконструкција на домот на АРМ, касарните, армиски хотел, воено-медицинскиот центар во Скопје. По повеќе од 3 децении, владата презема големи инвестициски активности за модернизација на воената инфраструктура и армиските капацитети. Само годинава во тек се проекти во износ од 3 милиони евра. Касарната Кјоилија е еден од објектите кој целосно се модернизира. Министерот Мисајловски, кој беше на лице место, најави дека до септември објектот треба да биде целосно завршен. Се работи на нови покриви, се заменуваат покривите на секаде во касарните, правиме нови капацитети во Прилеп за модернизацијата што стига, односно новите возила. Може да се види една голема динамика, еден градежен бум на секаде и ова не е доволно. Ова е, знаете, 30 години овде не се заколува шајка. Модернизацијата на АРМ и воената структура е дел од владиниот план, но и обврска од членството во Алијансата. Министерот Мисајловски вели дека над 30% од буџетот на Министерството за одбрана ќе се издвојуваат за модернизација на војската, а паралелно ќе се вложува и во инфраструктурата. На овој начин, според него, државата ќе одговори на обврските, но и ќе го поттикне економскиот развој на државата. Наредните 10 години имаме план. Нормално, како ќе расте буџетот, се разбира, се зависи од економијата, се разбира од политичките состојби во државата, бидејќи многу пати вие ме прашавте многу во Анкара, едно од главните прашања беше како ќе пораснат буџетите до 5%. И многу земји, зборам најголемите земји, имаат потешкоти да стигнат, бидејќи можеме да ги слушнеме дали треба да одвојат средства дополнително за армиите, да скратат од здравството, од социјалата и така. Сепак представува едно големо тешко прашање, но паралелно како треба да се развиваме, ја би сакал и индустријата да привлечеме, да има дополнителни средства во македонската индустрија, оние компании што тука работат, за на тој начин да се зголемува и домашната економија. Македонија е обврзана до 2035 година да ја исполни квотата од 5% од буџетот за НАТО. Покрај средствата од буџетот од Министерството, тука влегуваат и капиталните проекти што ги реализира владата, особено изградбата на коридорите 8 и 10. Зголемувањето на средствата во Министерството и инвестициите во одржувањето на постојните капацитети ќе зависат и од економските и политичките услови во Македонија.